Среда, 17 септември 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Винското грозје ќе биде откупено до последно зрно, порача денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од откупен пункт во Кавадарци. На опозицијата која критикува им упати порака да седат настрана и да гледаат како се води вистинска грижа за земјоделците. Почитувани медиуми, денеска сум на теренска посета во Тиквешијата, поточно во Кавадарци, на посета неколку откупни пунктови, се со цел следење од терен на откупната сезона 2025 на винското грозје. Можам да ви информирам дека согласно потоците од претходниот ден досега се откупени нешто над 78 милиони килограми винско грозје, од кои што се 35 црни, односно црвено грозје и остатокот е од бело грозје, плюс оно што е за извоз излезено надвор од нашата држава. Тоа го следи инспекторатот секојдневно на терен. Она што сакам да го пратам преку оваа изјава до сите земјоделци, до сите лозари, дека следиме состојбата со откупот на грозјето. Точно е дека имаме зголемена количина оваа година, тоа радува дека е така, затоа што во изминатиот период во зимските месеци во делот на летото максимално се потрудивме да донесеме вода до секој една лозов насад, за да имаме зголемен приход, односно по секоја една единица површина. Она што сакам да го упатам е дека не треба лозарите да бидат загрижени. Ние интензивно изминативе денови го следиме откупот и динамиката на откупот на винското грозје. Одредената количина која што помеѓу лозарите е навидом дека нема да се откупи не е точна. Од утре веќе влегува во откуп уште една винарска визба, тоа е Вардар винарија, која што овде во Кавадарци ќе ги отвори своите порти, ќе го собере дополнително на количина која што ќе се појави за откуп. Останатите винарски визби, повторувам, си продолжуваат тековно да го собираат вранецот. Риго Импекс во делот на Гевгелиско-Валандивскиот дел ќе го собере оно што е престанато за собирање согласно неговата динамика и договорените. И Мако винари ќе собере винското грозје од останатиот дел, односно Свети Николе, Штип, Карбинци и тој дел на државата. Винарија Охрид покрива со откуп на грозје од Кавадарци, Неготино. Мовино исто така од овој регион и ова што ќе се вклучи, така да секој едно зрно, секој еден гроз ќе биде собран, лозарите да не бидат загрижени. Точно е зголемена површина, односно количина, тоа нас не радува, тоа не беше и нашата заложба да го зголемиме родот на оваа сорта на, односно овој принос на винско грозје и наредниот период продолжуваме да бидеме секојдневно овдека на терен за да елиминираме било каква манипулација од некој кој што ќе се обиде евентуално да направи. Министре, како ги коментирате вчерашните обвинувања од Општинската организација на СДСМ Кавадарци дека власта ги остави лозарите на цедило и дека сами се снаоѓаат со откупот? Видете, сега опозицијата која што е една тешка агонија, обидувајќи се да собере некој политички, за жал, политички поен во овие моменти, мислам дека е веќе прочитана лектира од земјоделците. Има доволно време од 7 години да покажа што знаат и умеат. Со една реченица би кажал, нека седат од страна и нека гледат како се водат вистинска грижа за земјоделците. Откако се изгради потпорна конструкција на крака од улицата Ѓорги Соколов, деновиве се пристапи кон поставување на рапници, а во следниот период ќе се продолжи со тампонирање и целосно асфалтирање на површина од 750 метри квадратни. Овој проект е преку Министерството за транспорт за поддршка на имплементација на декада и стратегија на ромите за 2024 година. Изведувач на работите е фирмата АС Машини, информираат од локалната самоуправа. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека критиките на опозицијата насочени кон него во врска со пожарите се затоа што опозицијата мисли дека така ќе добие политички поени и поддршка кај граѓаните. Опозицијата тоа го прави бидејќи мисли дека на тој начин со таа стратегија ќе добие политички поени и ќе добие поддршка кај граѓаните. Јас тоа веќе еднаш го коментирав, дури и да е сето тоа точно тие што кажуваат, а ништо не е точно, тогаш се поставува вистинското прашање што прават тие за да помогнат во процесот.
Тие не прават ништо, тие се занимаваат со некрофилија, со конструкции, со лаги. Но тие ќе продолжат, бидејќи немаат програма, немаат визија, немаат идеја. Ние имаме јасна програма, јасна стратегија како треба понатаму да работиме, честно, одговорно, посветено, ќе се бориме и како што кажав многу пати до сега, ќе победиме на крај. Што се однесува до состојбата со пожарите, кои што беа изминативе денови во Скопје, оној во Трубарево и Вардариште се целосно под контрола, утрово ги добив и последните резултати од Институтот за јавно здравје, сите параметри се во рамките на дозволеното. Така што мислам дека тој дел е затворен. Во Дрисла е при крај, денеска завршува затрупувањето со земја на оној мал дел кој што димеше, иако повеќе од 90% уште во понеделникот беше завршена таа активност. Така што би рекол, еве, состојбата е под контрола. Политичката омраза преку фотомонтажи за Кочанската трагедија, осуда и пат на сите етички граници, пресконференција на ВМРО-ДПМНЕ. Најостро го осудуваме овој срамен, злонамерен и монструозен обид за политичка злоупотреба на трагичните настани во Кочани преку фотомонтажи и лажни обвинувања кон претседателот на ВМРО-ДПМНЕ и членови на владата. За ВМРО-ДПМНЕ е јасно дека зад вакви обиди стојат структури блиски до Венко Филипче и неговите инсталации, кои со години ја злоупотребуваат политиката и јавниот простор за партиски и за лични цели. Очигледно е дека СДС и структури блиски до нив посакуваат убиство на премиер, на министер за внатрешни работи и на директор за јавна безбедност. Во отсуство на проекти, во отсуство на програма, тие се обидуваат преку подмолен начин, еве преку овие фотомонтажи, преку пожари, преку подпалувања, да дојдат до некакво внимание во јавниот простор. Го повикуваме воедно и Филипче да се огради од овие фотомонтажи, дека не стои позади нив, бидејќи во спротивност ќе се докаже тоа дека тој лично ги има нарачано овие фотографии. ВМРО-ДПМНЕ повикува на итна реакција на надлежните институции. Не сакаме да веруваме дека некој сака повторно да предизвика болка, овој пат преку гнасна политичка злоупотреба на оваа трагедија. Воедно го повикуваме јавното обвинителство веднаш да постапи и да ги пронајде овие некрофили. По убиството во Велес продолжуваат политичките реакции. Институционален неуспех што убива, а можеше да се спречи. Уште еден фемицид во Велес, реагираат од левица. Деновиве сведочиме за грозоморен акт при кој уште една жена го загуби животот заедно со својот татко, избодени до смрт од нејзиниот пораношен партнер, кој потоа си го одзеде животот. Ова не е трагедија што доаѓа ненадејно, туку фемицид кој системот имаше можност да го спречи, но повторно не го стори тоа. Реагираат преку соопштение од политичката партија Левица и додаваат: Левица веќе алармираше дека е неопходна измена на кривичниот законник со која телесната повреда при семејното насилство и насилството врз жени ќе се гони по службена должност, а не исклучиво по предлог на жртвата. Партениците од Левица поднесоа законски измени во таа насока, но владеачкото мнозинство на ДПМНЕ вреди и знам, овој предлог го одби само поради ароганција. Дополнително неопходно е итно отворање на државни безбедни засолништа за жртви на насилство кои имаат капацитет да понудат трајна и сеопфатна поддршка, правна, психолошка и економска, бидејќи жената не смее да биде оставена сама во борбата со насилникот. Понатаму од Левица во соопштението пишуваат: Министерството за внатрешни работи со години демонстрира неспособност и тенденција да не ги сваќа сериозно поплаките на жените. Жртвите на семејно насилство редовно пријавуваат закани, насилство и прогон, а институциите или воопшто не реагираат или реагираат доцна и половично. Ова практика испраќа јасна порака дека државата не ја гледа безбедноста на жените како приоритет. Стои во писмената реакција од Левица. По трагедијата во Велес, СДСМ бара оставка од министерот Тошковски и разрешување на цело СВР Велес.
По трагедијата во Велес која што можеше да биде спречена, овде, пред Министерството за внатрешни работи, бараме итно разрешување на цело СВР Велес и одговорност од Панче Тошковски. Осуда и одговорност за овој случај не се прашање на политика, туку на човечки и етички норми. Жената повеќе пати барала заштита, пријавувала закани, насилство, кражби, а според некои медиуми и над 70 пати. Полицијата знаела, социјалните служби знаеле, институциите не мрднале со прст. Страшно и болно е истовремено. Институциите не успеа да заштитат живот на една жена и на еден човек. Само поради нивното молчање и неправземање ништо има 2 згаснати животи. Ова е порака до сите нас дека системот потврли. А кога системот не ги штити жените, тогаш мора да има одговорност и тој систем мора да се промени од корен. Жените во Македонија не смеат да живеат во страв за својот живот и својата безбедност, само за тоа што нивните пријави ќе завршат во некоја фиок. Ние денес сме тука да кажеме доста е. Од наводно неподмитливи до профитери, ова е вистинското лице на Апасиев и Левица през конференција на ВМРО ДПМНЕ. Од наводно неподмитливи до профитери, ова е вистинското лице на Апасиев и Левица. Апасиев и Левица кои се представуваат како скромни, неподмитливи и народни, денес се демаскирани. Апасиев од левичарска и работничка партија ја претвори Левица во елитистичка партија со која гази врз сопствените членови. Доказ за тоа е купувањето на конфискуван недвижен имот во центарот на градот за цена од 250.000 евра, многу пониска од реалната. Јавноста беше замајувана дека тоа не е вистина, но сепак вистината излезе на површина, а тоа е дека просторот на вистина е купен преку директен договор со извршител и банка, за кој Левица долги години беше против. Истата таа Левица и истиот тој Апасиев, кои до вчера ги обвинуваат другите за корупција и за привилегии, денес самите стануваат дел од истите практики. Од граѓаните бараат донации, а парите завршуваат во джебот на партискиот врв. Од другите пратеници бараат отчет за патни трошоци, додека самите го прават истото. Апасиев и Левица се, само не се неподмитливи и скромни. Нивната вистинска агенда е јасна. Од наводно неподмитливи до профитери. Опозиционата СДСМ денеска обвини дека нема учебници за учениците и побара оставка од министерката за образование и наука Јаневска. Помина половина месец од почетокот на новата учебна година, а учебници нема за јадници ученици. Ова е најдобар доказ за целосната неспособност на министерката Весна Јаневска. Иако самата Јаневска тврдеше дека на 1 септември ќе има учебници за сите ученици, дека нема да има парталави учебници, дека тие ќе бидат заменети со нови. Реалноста денес е поразителна. Учебници нема, а тие што ги има се искинати и неупотребливи. Со една работа се пофали Јаневска и излажа. Учебници нема. Признанието на Јаневска дека учебници нема, но дека допрва ќе се обезбедувале преку донации е скандалозно. Па што му е работа на Министерството за образование и наука? Да моли донации или навреме да обезбеди книги за децата? Зашто е платена Весна Јаневска од граѓаните? За сликање или за обезбедување на основните услови за работа и настава? Не може учениците и родителите да бидат жртви за оваа неспособност. Поради неспособноста да обезбеди основни услови во образованието, бараме оставка од министерката Весна Јаневска. Учениците, родителите и наставниците заслужуваат образовен систем кој што функционира. Доста беа изговори. Време е за одговорност. Во дневникот информација и од спортот.
Ке продолжи ли да тоне македонската репрезентативна и клупска кошарка? Сите се стручњаци и таленти, но за жал желбите се едно, а реалноста нешто сосема друго. Македонската репрезентативна кошарка како да пропадна во жив песок и сега само тоне ли тоне. Ова важи за сите селекции, машки и женски, од сениорските до оние најмладите. Сите се прашуваат зошто и како, но и оние најслабо упатените го знаат одговорот. Почнувајќи од лошиот избор на селекторите и останатите стручњаци, преку лоша селекција на играчкиот кадар, па се до лошата поврзаност на релација федерација-репрезентација. Толку ли е тешко да се свати дека во репрезентациите, и машки и женски, треба да играат најдобрите, најподготвените, без разлика од каде доаѓаат. За жал, кај нас прв и најважен предуслов е потенцијалниот репрезентативец да биде дел од скопските гиганти. МЗТ, ТФТ, Работнички, односно Вардар, Бадел и ај ке речеме шампионот баскет кам кај дамите. Никој не гледа квалитет, па затоа настапите и резултатите ни се далеко од вистински квалитет, туку само една бледа просечност која го создаде живиот песок во кој потонавме. Што е со клупската кошарка? Ајде да речеме дека дома гревовите никој не ни ги гледа. Се зависи од тоа со каков буџет се располага и пред се како ќе ти се погодат странците. Имаме наши представници во Европа, но сите забораваат дека поразите на нашите екипи, покрај тоа што се брука и срамота за самите градови од кои доаѓаат, пред се брука и срамота за нашата држава и македонскиот народ. Зошто? Затоа што кога ќе загубиме од некоја српска или црногорска екипа, тие не велат ги растуривме скопјани, битолчани или кумановчани, туку велат си игравме мајтап со оние македонците. Што можеме да очекуваме во новата евросезона? Пелистер продолжува со својот проект и годинава се пријави да игра квалификации за кошаркарската Лига на шампиони. Битолчани веќе во петок, 19 септември, ќе го одиграат четвртфиналниот меч против италијанската Реджо Емилија и доколку победи, во полуфиналето ќе игра со подобриот од дуелот Орадеа Антверпен. Овој турнир се игра во Самоков. Но, тоа е доколку Пелистер во првиот надпревар ја совлада Реджо Емилија. А што ќе се случи ако загуби? Доколку не успее да стигне до последната фаза, Пелистер ќе има загарантирани 6 меча во ФИБА Еврокупот. Од градот на конзулите сметаа дека ова треба да биде поттик и за останатите македонски екипи да играат на ова ниво, за да видиме реално на кое ниво се наоѓа македонската кошарка. Сите велат дека на овој начин ќе се добие големо искуство од овие европски предизвици, но забораваат на бламажите и срамовите во поразите. За жал, желбите се едно, а суровата реалност нешто сосема друго. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утро посвежо, преку денот сончево, ќе дува слаб до умерен, наместа долж по Вардарието, повремено засилен северен ветер над 60 км на час, температура до 29 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.